Добро вечер. Почнува магазинското издание на емисијата 360 степени. Еве најавата за темите со кои го бараме вашето внимание вечерва на МРТ1. Тестиравме дали е можно да се влезе во Шенген зоната со пасош со старото уставно име. Бевме на српско-хрватската и на српско-унгарската граница. Пречките на патот да се соберат 10.000 потписи за председателска кандидатура. И тоа не е голем хендикеп што нема отворено ДИК канцеларија во аеродром. Тоа е голема срамота една општина од 100.000 да нема канцеларија, исто и Ѓорче нема канцеларија. Во Карпош пак секој потпис значи срцев стрес тест. Наместо со своји вработени, Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони најмува приватни фирми за следење на државната помош. Вие велите треба да ангажирате 15 луѓе. За тие 15 луѓе треба обезбедам канцеларија, треба обезбедам лаптоп, треба обезбедам грејење, ладење, кај ви се боледување, годишни одмори и така натаму. Тоа е све трошок. Родители кои се развеле од партнерот бараат воведување на родителство 50-50. Да се престане со таа пракса на доделување на дете на само еден родител. Барањето доаѓа среде подготовката на темелна реформа на семејното право. Ние сега на еднакво рамниште ставаме судење за медии, дали дрвото било кај едниот или кај другиот комшија, и судење за суштински права на децата. Еве првата тема. Речиси секојдневно во медиумите се објавува по некое соопштение или вест дека одредени земји дозволуваат или не дозволуваат влез на нивна територија со пасош на кој стои старото уставно име на земјава, Република Македонија. Решивме да одиме еден чекор понатаму и да тестираме на терен дали може да се влезе и излезе од Шенген зоната со стар пасош. Се разбира не преку Грција. Нашите хекура на Кифи, Михаил Милошевски и Иван Нишотовски направија мини турнеја преку Србија до Хрватска, а потоа и Унгарија, за да се вратат во земјава повторно преку Србија. Еве како помина. Пред 2 недели тестиравме дали со документи на кои стои старото име на земјава, Република Македонија, може да се помине на граничните премини со Србија и со Косово. Добар ден. Ке ме пуштат со стара лична карта? Прешево. А што, за негде друго нема да ме пуштат? Ни вие нема да ме пуштате со стар пасош? А со лична карта да? И Србија нема да ме пуштат да искачам? А на Косово, ако идеме од таму со лична, можеме? Србија, Косово? Може? Сега целта ни беше поинаква. Да тестираме дали со пасош со старото уставно име Република Македонија може да се влезе во Европската Унија и дали е можно слободно движење во Шенген зоната. Се одлучивме да одиме на мини турнеја до Хрватска преку Србија, па оттаму, преку Унгарија и Србија, повторно да се вратиме во Македонија. Тргнавме тројца од Скопје кон граничниот премин Табановце со Србија. Попатно немаше поголема раздвиженост, а таква слика не пречека и пред излезот од земјава. Нел се ближиме на кај граничниот премин, дај спрема ги тие документи тоа. Пасошите се тука, 3. 2 се со Северна, едното е со Македонија. Собраќајната е со Северна, така да идеме да пробаме дали може да влеземе. Иако при претходното тестирање ни беше укажано дека со пасош со Република Македонија не можеме да излеземе од земјава, и овој пат на полицискиот службеник му приложивме документи со новото, но и пасош со старото име. Ама кај Србија можеме со лично, така? На македонско-српската граница Табановце, на македонскиот полициски службеник му дадовме 3 патни исправи, од кои 2 беа со новото уставно име, а едно со името Република Македонија. Откако ги прегледа пасошите, ни го врати пасошот со името Република Македонија, велејќи дека со таков пасош не може да се излезе од земјава и дека единствено за излез може само со лична карта. Наместо пасош со старото уставно име, приложивме лична карта со името Република Македонија, што беше доволно да не пропуштат. Полицаецот на македонска страна ни објасни дека со стар пасош нема да не пуштат ниту во Србија, ниту во Хрватска. Прва шанса за проверка на едно од овие тврдења добивме на само неколку метри подолу. Да ве прашам, со пасош македонски не може да се влезе со стариот Република Македонија? Не, само со лично.
Лична карта Република Македонија може, а пасоши само мора сега. Аха. Колегата кој имаше стар пасош влезе во Србија со стара лична карта. Одговор на нашите останати прашања решивме да го бараме на север, на излез од Србија кон Хрватска. Поранешната Југословенска република, а членка на Европската унија од 2013 година, влезе во Шенген зоната на 1 јануари минатата година. Од влезот во Србија кај Прешево до српско-хрватската граница Бајаково-Батровци има околу 510 километри. Хекуран имаме уште 457 километри. Не се. Од прилика 4 часа и 23 минути велик Google Maps. Преку Ниш, Белград и Сремска Митровица. По неколку часовно возење пристигнавме пред портите на Европската унија и на Шенген зоната. Пред нас на автопатот не пречека огромна колона камиони кои чекаа за влез во Хрватска. Патничките автомобили сепак чекаат во друга колона, па лесно и без проблеми ја поминавме границата од српска страна. Колегата со стари документи излезе од Србија со личната карта со Република Македонија. Наред дојде моментот на вистината. Дали пасошот со старото уставно име ќе помине пред хрватските граничари? Мел, сепак не пуштија со пасош што пишува Република Македонија. Да, и покрај укажувањето од македонскиот полициски службеник дека во Република Хрватска нема да ни биде дозволен влез со пасош на кој што пишува Република Македонија, пред околу 10 минути ја поминавме српско-хрватската граница без при тоа да имаме никаков проблем. Односно, двајца од нас имаат пасоши со новото уставно име, а еден од нас има со старото Република Македонија. Со тоа можеме слободно да се движиме понатаму во Шенген зоната во Европската унија. Ова е печатот на кој го пишува името на граничниот премин од хрватска страна Бајаково и датумот на влез на пасошот со старото уставно име на колегата. Тоа значи и дека од тука па натаму, бидејќи во Шенген зоната нема граници, може да патуваме каде ќе посакаме низ Европската унија. Со стар пасош, на кој пишува Република Македонија. Изморени од патувањето, решивме да одмориме и да преспиеме во најголемиот град во регионот Славонија во Хрватска, Осијек. Утредента рано наутро повторно тргнавме на пат, за да не оставиме на случајност дека Хрватска е единствената земја која дозволува влез и излез во Европската унија со пасош на кој стои Република Македонија. Одлучивме да се вратиме преку граничен премин на друга земја членка на Унијата и на Шенген зоната – Унгарија. Онаму каде што до минатата година имало граница помеѓу Хрватска и Унгарија, сега има остатоци од полициските куќарки, а унгарски полицајци и понатаму прават проверки на камиони кои влегуваат во земјата, но не и на автомобили. Нашите предпоставки беа дека на најголемиот српско-унгарски граничен премин Хоргош ќе има голема раздвиженост, па затоа одлучивме во Србија да влеземе на граничниот премин Том Пакелевија кај Суботица. И таму ги приложивме патните исправи со новото и старото уставно име и по неколку минутно чекање од унгарските полициски службеници, проследено со стандардните полициски контроли и претреси на возилото, ни беше дозволен излез од Унгарија без никаков проблем. Наред беше влез во Србија, каде предходно од граничната контрола на Прешево ни беше кажано дека влез во Србија со пасош со Република Македонија е невозможен. Но и покрај тоа. Иако вчера српски полициски службеник на македонско-српската граница ни кажа дека со пасош со името Република Македонија не е возможен влез во Србија, денеска се докажа токму спротивното. Односно, на влез на унгарско-српската граница кај Суботица приложивме 3 пасоши, од кои двата се со новото уставно име, а едниот со Република Македонија, и без никаков проблем поминавме и влеговме во Србија. Откако ни беше дозволен влез во Србија со пасош со старото име Република Македонија, со пасоши полни со печати, што од земји членки на Европската унија, што од Србија, тргнавме назад кон дома. Од влезот од северот на Србија до излезот на југот кон Македонија ни предстоја 583 километри, но и уште еден граничен премин кој требаше да го поминеме за да се вратиме назад во земјава – Табановце. За разлика од вчера, кога на влез во Србија ни кажаа дека со пасош со Република Македонија не можеме да оствариме влез во Србија или пак излез од Македонија, денеска кога се враќавме токму на истиот граничен премин Табановце, поминавме со пасош на кој што пишува Република Македонија, без при тоа ниту српскиот, ниту македонскиот полициски службеник да не направат некаков проблем.
Нашиот тест ни покажа дека барем засега со старите пасоши слободно може да се патува во Шенген зоната. Се разбира, не преку Грција. Услов за тоа е да ви биде дозволен излез од земјава со лична карта, бидејќи со пасош со Република Македонија тоа не е возможно. Наместо со своји вработени, Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони најмува приватни фирми за следење на државната помош. Вие велите треба да ангажирате 15 луѓе, добро. За тие 15 луѓе треба обезбедам канцеларија. Треба обезбедам лаптоп, треба обезбедам грејење, ладење, кај ви се боледување, годишни одмори и така натаму. Тоа е све трошок. Родители кои се развеле од партнерот бараат воведување на родителство 50-50. Да се престане со таа пракса на доделување на дете на само еден родител. Барањето доаѓа среде подготовката на темелна реформа на семејното право. Ние сега на еднакво рамниште ставаме судење за меѓи, дали дрвото било кај едниот или кај другиот комшија, и судење за суштински права на децата. На тема председателски избори, дел од оние што собираат потписи стигнаа до 10.000, што е минималниот потребен праг за и формално да се квалификуваат за трката за шеф на државата, а дел продолжуваат со мобилизација на граѓани. Во земјава има 80 општини, а само 35 подрачни одделенија и канцеларии во кои може да се даде потпис за некого од номинираните. Тоа значи дека значаен дел од електоратот мора да патува и по десетици километри за да даде поддршка. Зоран Јовановски ја има историјата на оваа тема. Во една од бараките кај општина Центар е сместено подрачното деление на Државната изборна комисија, во која се собираат потписи за идните кандидати за председател на државата. Во оваа просторија може да се потпишат жителите на Центар и на аеродром. Ова овде е само за Центар и за аеродром, тоа е многу. Мислам, многу е далеко на луѓето од аеродром да дојдат овде. Зошто нема таму, не ми е јасно. Сретнавме и граѓани од други општини што се обидуваат да го дадат својот потпис на ова место, но безуспешно. Кога е веќе Центар, кој да е овие без разлика, ние сме од Скопје. Без разлика, дали е тука, дали се ја треба да идам таму, да го имам време и така натака. И така да многу луѓе се откажуваат од тие работи. Но мнозинството не се соочиле со потешкотија. Ја тука живим, не знам појма, мен ми е лесно, појдаме у парк, видовме. Политичката партија Левица си поставила штанд непосредно до бараката. Активисти ги повикуваа граѓаните да се потпишат за нивната кандидатка за председател, професорката Билјана Ванковска. Тоа не е голем хендикеп што нема отворено дик канцеларија во аеродром. Тоа е голема срамота една општина од 100.000 да нема канцеларија, исто и Ѓорче нема канцеларија. Во Карпош се потпишуваат, канцеларијата во Карпош е на многу непристапно место. Луѓе со инвалидитет ни се жалат дека не може да се качат за да се дадат потпис. И ова е еден вид на саботажа на процесот на собирање потписи, кои што големите партии нормално го прават за да бидат единствени на политичката сцена, бидејќи се плашат од конкуренција. Споменатото подрачно деление на ДИК за општина Карпош е во објект во населбата Козле, сместен на врвот на ова ричче. За граѓаните да го дадат својот потпис, треба да ги искачат скалите што водат до влезот. Таму пак има монтажна рампа за да може да се влезе со количка. Но и покрај тоа што надлежните се критикувани поради отежнатата пристапност на μέстово, граѓаните со кои поразговаравме не гледаат поголем проблем. Скалите се предизвик, нели? Кој што треба да се совлада. И сега што сме успеале со скалите, веројатно ќе успееме и со потписот. Тие што сакат, местото е тука, секогаш било овде, секогаш сме гласале. Например, ние сме од Нерези, па идеме до овде, гласаме, не е проблем за тоа. За воја на вистината, има и спореден влез со асфалтирана стрмна уличка, но таа води до мал и преполн паркинг пред детска градинка сместена во истиот објект. Раздвижено беше и во бараките кај општина Киселавода. Тука наидовме на соговорничка која отвори нови аспекти за начините за собирање потписи. Нашите што останаа тука се возрастни луѓе. Кој возрастен ќе може да си дозволи, не можат, немоќни се. Ако се одеше од врата на врата и ако се собира гласање за болни, значи има начин, нели, како што е за претениците. Зошто сега тоа не се спроведе? Па нека биде реално, нека биде правично за овој народ кој е во години. Од Државната изборна комисија објаснуваат дека еден граѓанин може да го даде својот потпис за сите кандидати, но само поеднаш. Се ажурираат сите дадени потписи
навечер и затоа са бајле го имаме резултатот, навечер немаме, бидејќи преку ноќ се ажурира, значи еден кандидат може за секоја листа да потпише посебно. Председателот Александар Даштевски објаснува и зошто граѓаните може да се потпишат само во подрачното деление или канцеларијата на ДИК, што го покрива нивното место на живење. Во подрачните канцеларии се потпишува и таму се водат изводите од избирачки списоци, кои ние постојано, перманентно ги ажурираме и ги имаме точните податоци, а не се води целиот избирачки список за целата држава. За условите во објектите во кои се сместени просториите на ДИК, Даштевски одговорноста е префрла на општините за кои вели дека ги користат поубавите простории, а старите и ги оставаат на ДИК. Сметам дека ќе треба да се направи во понатаму преговори со локалната самоуправа да се добијат подобри простории за да се сменат и условите. Во главниот град, Државната изборна комисија има подрачни оделенија во Центар, Карпош, Газибаба, Киселавода и Чаир, што ги опфаќаат соседните општини. Тие се дел од вкупно 35 оделенија и канцеларии на ДИК во земјава, во која има 80 општини. Продолжуваме. Како што се зголемува бројот на странски инвеститори во зоните, така се зголемува и потребата од кадар за следење на исполнувањето на инвестицијата, а соодветно на тоа и исплатата на државната помош според договореното. Но наместо да развие дополнителен внатрешен капацитет, Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони реши да најмува приватни ревизорски куќи за да вршат дејност која е во надлежност на државната институција. Александар Димитриевски за дилемата дали е оправдано и рационално да се ангажираат приватни ентитети наместо да се развиваат државни капацитети. Внесете го терминот инвестиција во пребарувачот на YouTube каналот на владата и ќе добиете повеќе десетици резултати. Владата на почеток на градбата. Владата на официјално отворање. Владата на презентација на нова инвестиција. Премиерот, министри, директори редовно се присутни на секој позначаен настан на инвеститорите во слободните економски зони. И тоа не е ништо ново, но нови се два договори што ги склучила Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. За прв пат, Дирекцијата потпишува договори со приватни фирми кои ќе го следат исполнувањето на обврските по договори за доделена државна помош на конкретни инвеститори. Едниот договор се однесува за Gerresheimer, другиот договор за Kemet Electronics. Станува збор за рамковни спогодби, склучени за временски период од 5 години, секоја вредна по 1,2 милиони евра. Тоа што спогодбите се рамковни, значи дека може, но и не мора да се потроши целата сума предвидена за јавната набавка. Тендерот за следење на обврските од договорот со Gerresheimer го добила ревизорската куќа Grant Thornton. За следење на договорот со Kemet Electronics е избрана ревизорската куќа Creston, која конкурирала заедно со Ecovis Audit. Следењето на договорите меѓу другото, или во најголем дел, подразбира не само следењето на обврските на инвеститорите, туку и процесирање на барањата за исплата. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека со секој еден договор во текот на една година инвеститорите имаат право да достават до владата, односно до дирекцијата барање за исплата на финансиски средства. Во моментот на пристигнување на тоа барање, целокупното досие од наша страна по постојниот модел се проследува до една до три меѓународни ревизорски куќи кои што работат целосна проверка, обработка, теренска посета, ако е потребна, собирање на сето на што се потребни документи од страна на различни институции и при тоа ние добиваме готов извештај со наводи во кој што стои или барањето е одобрено или барањето не може да се одобри од тие причини. Договорите за следење на инвестициите поради кои побаравме став од Деспотовски се досега најголеми, но не единствени. Институцијата склучила годишни договори за мониторинг на договорите за доделување на државна помош во 2023 и во 2022 година. Рамковниот договор за 2023 година изнесува околу 770.000 евра и е на 24 месеци. Тој во 2022 година е двојно помал, околу 380.000 евра и е за период од 12 месеци. Во исто време, на интернет страницата на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони стои органограм, во кој пишува дека институцијата има свој сектор за анализа, преговори и следење на договори за државна помош. Поточно,
Дирекцијата има вработени што треба да вршат работата, за која се наемуваат приватни ревизорски куќи. Деспотовски вели дека бројот на инвестиции е преголем за да се следи со внатрешни капацитети, кој пак не може или нема ЕСАП да се зголемат. Лично не сум поборник на тоа дека во државната администрација треба дополнително да ангажираме капацитети и ресурси за работи кои што може реално да ги аутсорсираме, при тоа да обезбедиме квалитет, транспарентност и според сите математики поголема рационалност отколку. Затоа што повторно ќе ви кажам, тоа е реалната ситуација дека и да сакаме да ги вработиме тие луѓе со просечна плата од јавна администрација 30-35.000 денари, нема ги најдеме или ќе треба да земеме студенти од економски факултет, кај да е со целото почитување на тие факултети, кои што ќе треба да се стекнуваат искуство и да се учат со милионски барања за државна помош, зашто не сметам дека е добра заштита на јавниот интерес. А зошто да не се земат студенти или млади професионалци, кои под надзор на искусни колеги би го зголемиле капацитетот на администрацијата во дирекцијата? Ова реторичко прашање е на Неда Малеска Сачмаровска од Центарот за управување со промени, невладина организација која делува во областа на јавната администрација. Вие навистина треба да инвестирате внатре човечки капитал за да можете да ги развиете и да ги подобрите капацитетите во долгорочни рамки, но има и уште еден важен момент, а тоа е денеска во сфера на дигитализација. Ние навистина има начин како да воспоставиме системи кои што ќе ви го олеснат водењето на евиденција на инвеститорите и нивните администрирањето на документите во однос на оправданите трошоци и на тој начин да поставите еден систем, а имате одговорност како функционер да поставите еден систем кој што ќе го наследат идните раководители кој што ќе функционира низ годините, систем кој што ќе треба да обезбеди функционалност на оваа институција. Според Малеска, пример дека државните институции може и треба да градат капацитети е ИПА структурата која работи на фондовите кои Европската Унија ги доделува во различни области. Еве само за споредба, ако во однос на државната помош во изминатите 7 години се потрошиле 97,5 милиони евра, според наодите од извештајот Државниот завод за ревизија, од извештајот на Државниот завод за ревизија, во ИПА структурите се администрирале, се спровеле, се исплатиле околу 500 милиони евра во 7 години, околу 77 милиони евра годишно. Значи, ИПА структурите со интерен капацитет, со административни службеници со исти плати како овие во дирекцијата, успеваат да испорачаат и да ги реализираат договорите преку овој инструмент. Според Малеска, ангажирањето приватни фирми кои вршат суштински делови од работата на институциите може да биде само преодно, а не и трајно решение. А за колкави капацитети станува збор, се обидовме да дознаеме преку податоците во Централниот регистар за ревизорските куќи кои ги најмува дирекцијата. Според последните достапни годишни извештаи за 2022 година, само PricewaterhouseCoopers има приход во 7 цифри, околу 3,3 милиони евра. Таа година имале во просек 79 вработени. Грант Торнтон, која ја доби 5-годишната рамковна спогодба од 1,2 милиони евра за следење на Гересхаймер, во 2022 година имала 33 вработени и приходи од 838.700 евра. Крестон, која ја доби 5-годишната рамковна спогодба од 1,2 милиони евра за следење на Kemet Electronics, во 2022 имала во просек 2 вработени и приходи од 87.400 евра. Всушност, фирмата е формирана таа 2022 година. Партнерот на Крестон во мониторингот над Kemet Electronics пак во 2022 имал 15 вработени и приходи од 392.600 евра. Ова значи дека фирмите што ќе ги следат Kemet и Гересхаймер во 2022 година имале вкупно 50 вработени, бројка со која обслужуваат и дирекцијата и другите клиенти. Според Деспотовски и покрај се, порационално е да се ангажираат приватни ревизорски куќи, наместо да се вработат нови административци. Значи во моментот тие компании според моите информации веројатно се и повеќе бројот, значи ангажираат некаде повеќе од 200-250 вработени.
Значи ние во моментот имаме на договор како држава, како дирекција, ангажирано капацитети кои што ни стојат располагање од 250 луѓе. Трошокот за тие 250 луѓе годишно надминува 5 милиони евра. Нема да се согласам, ревизорските куќи немаат толку работи. Па имаат. Значи само гранторот има повеќе од 100 луѓе. Не во ревизорската куќа. Значи, ја да зборам, ангажираме како капацитет. Иде, оворет, нема проблем. Еви да се 100 вкупно, нема проблем. Поентата ми е, за да истите тие луѓе, ние ги ангажираме внатре во дирекцијата. Тоа се годишно троши за заплата повеќе од милион и пол евра бруто. Да сублимирам, ревизорските куќи кои што ги најмивте на последниот оглас, добре, вкупно на крајот на 2022 година, не се готови финансиските извештаи за 23-та, немаат повеќе од 50 вработени заедно. Добре. Тоа е прва работа, втора работа, тие освен што работат за вас, работат и на многу други проекти. Така што бројката од 100 луѓе дека ви се потребни, мислам дека е. Не реков дека ни се потребни, реков дека ангажираме капацитети за тој износ. И повторно ќе кажам, значи за да не ги сакам да кажам дали сепак е порационално да се ангажираат 15 луѓе со капацитети стриктно само за оваа област. Вие велите треба да ангажирате 15 луѓе, добро. За тие 15 луѓе треба обезбедам канцеларија. Треба обезбедам лаптоп, треба обезбедам грејење, ладење, кај ви се боледувања, годишни одмори и така натаму. Тоа е све трошок. Ние тоа го забораваме. Одлуката на дирекцијата да најмува приватни фирми за следење на договорите за државна помош е предмет на критика на Државниот завод за ревизија. Во извештајот на тема развојот и работењето на технолошките индустријски развојни зони од 2022 година на страница 29 пишува дека набавката на услугата која се однесува на доделување на договор за вршење на дејноста на дирекцијата создава ризик за континуирано и одржливо извршување на работните задачи. Во истиот документ е нотирано и дека во дирекцијата има сектор за државна помош и контрола на извршувањето на договорите. Но, таму, од 17 систематизирани работни места, пополнети биле само 8. Секторот и двете оделенија немале назначено раководители. Во моментот на вршење на ревизијата, работни задачи поврзани со државната помош извршувале само 4 лица. Многу се суштински забелешките и забелешките упатуваат и на сите овие моменти. Ако сакате да го подобрите надзорот над исплатите на корисниците на инвеститорите, мора да инвестирате внатре во човечки капитал. Они упатуваат дека не е сосема соодветно да аутсорсирате ваков тип на услуга, него морате да инвестирате внатре во институцијата, но исто така укажуваат и дека мора да инвестирате и во сите други елементи кои што сте ги аутсорсирале. Тука во случајот на дирекцијата станува збор и за сметководството, евиденцијата и така натаму. Малески и Деспотовски се согласуваат само во една работа, дека е најлесно и најбрзо работата да се даде на приватна фирма. Но и Малески и Државниот завод за ревизија го делат ставот дека тоа не е и најдоброто решение. На секој 10 брака во земјава има по еден развод. Најчесто разводите се случуваат меѓу 5-та и 9-та година од бракот. Тоа значи дека и најчесто разводот не е само разделба на двајца возрастни, туку и траума која треба да ја преживеат малолетно дете или деца. А бидејќи семејното право кај нас не е реформирано од времето на социјализмот, старател на децата останува само едниот родител. При тоа често се случува поради нарушени односи другиот родител да биде исклучен од животот на своето дете. Галина Николовска-Ризвановиќ за иницијативата на група засегнати да се прифати модел на родителство 50-50 и за подготовката на реформа на законодавството. Средби кои траат едва и неколку минути, без разговор и без многу емоции, но за еден татко значат се, бидејќи тоа е единствената шанса да се види со својот син. Еднаш неделно Бранко Брковиќ од Кавадарци патува за Скопје, каде во присуство на социјални работници во посебно советувалиште има право на едночасовна дружба со детето. Значи јас чекам во просторија да влезе син ми за да си играме, значи се зближиме. Тој влева, влегува во просторија само добар ден. Само што ќе го прашаат како си помине или ќе му речем дојди сине те видам, до гледање излева надвор. И сега службеничките ја повикуваат мајките да го внесе детето назад, значи да го охрабри за средба. И чекаме сега таа да го внесе во просторија, после 2 минути кога ќе погледаме во ходник, нив ги нема. Ваква е ситуацијата последните 2 години, вели Брковиќ. Тој и неговата сопруга се разделиле пред 7,5 години, а детето, кое тогаш било новороденче, останало со мајката. Од тогаш таткото води битка со институциите, зашто повеќе време да поминува со синот, кој според Брковиќ речиси сосема се отугил од него, но не по негова вина.
Првото решение кое го добив беше да го гледам 2 сата месечно, значи 2 пати во месецот по 1 час. Што е за мене смешно, затоа што домашни миленичи, ако имате дома, да ве гледа 2 сата во месецот, нити ќе ве сака, нити ќе ве запознае. Барав неколку пати промена на решението, добив повеќе решенија каде што ми се удоволи, значи се наголемија средбите, да го гледам 2 пати по 2,5 сати на територија на град Скопје, значи без присуство на мајката. Меѓутоа нити беа остварени, значи се створи еден вакуум простор кај што на него носеше, се ваде различни изговори да не се одржат средбите. Реагирав на тоа до Центар социјални работи, меѓутоа тие ништо не превзема. По бројни дописи и реакции до институциите, Брковиќ успеал еден период да издействува денови кога ќе може да го зема од градинка и да добие неколку часа насамо со синот. Но и тоа не траело долго. Имаше еден период, значи детето кога наполни 3 години, значи те до 3,5 години, тоа е допред да фати коронавирусото на пандемијата, значи ја имав 8 месеци прекрасни односи со детето. Значи детето ме засака, едве чекаше да го земам од градинката, да бидеме заедно. Имавте право да шетате некаде во Скопје? Да, јас тогаш и решението ми беше дека по 5 сати на територија на град Скопје можам да бидам со него насамо без присуство на мајката. Забележав дека секогаш кога е со мене, дето е весело, значи сака да го носам во зоолошка градина, на водно, во градски парк да се играме. А токму таму се направени и последните заеднички фотографии на Бранко со синот, пред речиси 4 години. Од ковид пандемијата до денес, единствените контакти им се оние во советувалиштето. Својата лична приказна тој често ја споделува и јавно, како пример како не треба да се однесуваат родителите по разделба. Еден таков настан се одржа неодамна во Скопје. Детето е скроз отуџено, значи сега да не расправам, значи за мојот случај издадена е книга Ромното отуџување. Во присуство на професори, адвокати и психолози се одржа дебата за заедничко родителство иницирана од Сдруженијето Наши. Оваа организација, чии член е и Брковиќ, бара измени на законот за семејство. Она што ние го предлагаме сега е да се престане со таа пракса на доделување на дете на само еден родител, односно такво еднострано вршење на родителско право да биде можно само кога има сериозни индикации за тоа, односно цврсти докази дека едниот родител не е способен да го врши родителското право. Рибаровски вели дека имаат и предлог за целосно нов концепт на плаќање алиментација, кој би требало да ја смени досегашната пракса на неплаќање од секундарниот родител, најчесто таткото. Во прв ред треба да се видат кои се потребите на детето и за тоа треба да се изготви табела за трошоци на детето кој ги опфаќа износите на основните трошоци на детето, што подразбира храна, школување, обликување, играчки и така натаму. И ние имаме изработена таква табела врз база на примерот од Хрватска. Понатаму треба да се види колку заработува секој од родителите, не само едниот, и колку време поминуваат со детето. Предлозите веќе ги имаат споделено со правните експерти кои работат на првиот граѓански законник во земјава, легислатива која треба да го собере и осовремени правото во повеќе области, вклучувајќи го и семејното. Во изработката учествува и професорот Дејан Мицковиќ од Правниот факултет при УКИМ во Скопје. Според него, неопходни се реформи во областа на семејното право. Постоечкиот закон не е менуван повеќе од 30 години и се смета за застарен. Драматично порасна бројот на разведени бракови, и тоа отвори многу сериозна дилема пред законодавците. Да кажеме, во Македонија во 1995 година имало 710 разведени бракови, сега бројот на разведени бракови отиде над 2000. И веднаш да кажам дека предлог на комисијата е и самиот термин родителско право да се промени и да се нарекува родителска одговорност. Затоа што сметаме дека тој термин многу повеќе ја одразува суштината на односот помеѓу родителот и детето. Застарен концептот кај што родителот има само права, а детето се смета за некаков објект на заштита. Концептот на заедничко родителство е еден од моделите што се предвидени во граѓанскиот законник кој е во изработка, но не е единствен и нема да се применува по автоматизам, вели Мицковиќ. Дали ќе биде прифатен зависи од повеќе фактори, пред се од желбата на родителите, понатаму од ставот на стручњаците, значи центрите за социјална работа, социолози, психолози, педагози, и се разбира од оценката на судот. А врвен приоритет мора да биде најдобриот интерес на детето и ние, за разлика од сегашниот закон, во
оваа реформа го вградуваме најдобриот интерес на детето како основно начало на семејното законодавство. Како би се спроведувал концептот на заедничко, односно 50-50 родителство, беше едно од прашањата на дискусијата. За дел од учесниците, овој концепт е неприменлив во пракса. Убаво е тоа да кажеме компаративни примери какви има, например во Холандија компаративниот пример е дека домот не се менува, се менуваат родителите. Значи домот, детето си останува во домот, родителиве пример еден се менуваат. Еве бидете реални дали тоа во Македонија е изводливо. Прво нашиот менталитет тоа не го дозволува, ќе се испоколат во најголем број од случаите. Второ, економски прилики немате кај нас како во Холандија да си го дозволите тоа. Не сум согласен од проста причина што тоа ќе доведе до често менување на животна, социјална па и школска средина, а не се ретки случаевите кога имате и родители кои што живеат и во различни градови. 50-50 родителство не е дека детето ќе поминува, ќе му се мери на штоперка колку ќе поминува со едниот или другиот родител, туку 50-50 родителство значи дека стартна позиција ќе биде во секој развод двајцата родители да останат заеднички родители и старатели заеднички на детето. Освен ако нема исклучително добра причина едниот од нив да се исклучи. Најголем дел од учесниците во дебатата целосно беа согласни во една работа – да се намалат надлежностите на центрите за социјални работи. Центрите за социјална работа не може да носат одлуки кои што имаат големо значење и кои што мора да бидат во надлежност на судовите. И тука исто така не е потребна институционална реформа. Треба да се зголеми бројот на судии кои што работат во предмети поврзани со брачни и семејни односи. Треба да се обезбеди нивна специјализација, бидејќи се работи сепак за специфични спорови, и конечно да го ставиме како општество фокусот на оно што е најбитно, а тоа се прават интересите на децата. Ние сега на еднакво рамниште ставаме судење за меѓи, дали дрвото било кај едниот или кај другиот комшија, и судење за суштински права на децата. А како би требало во пракса да изгледа заедничкото родителство, сведочи Ивана Коцева. По разделбата со партнерот, со кого имаат 2 деца, таа иако е од друг град, останала во Скопје. За доброто на децата, двајцата родители одлучиле физичката разделба да не значи и прекин на контактите. Живееме на многу мала раздалеченост, односно на километар раздалеченост, блиску до школото на децата, така што немаат промена во однос на средината на живење, немаат промена во однос на училиштето, на обврските, на другарчињата, значи на сето тоа, така да гледаме колку е можно, значи децата да не осетат нели таа промена која што им се случува во животот, и се надевам успеваме во тоа. Меѓусебните контакти со таткото се речиси на дневна основа и се поврзани најчесто со потребите на децата, раскажува Ивана. Бидејќи заедничкото родителство во земјава не е законски дефинирано, Центарот за социјални работи им издал решение во кое е предвидено таткото да ги гледа децата секој втор викенд и еднаш преку една недела. Значи мора кај да има еден примерен родител, така што децата ми се доверени мене. Имаме и решение за регулирање на контактите, кој што не е вака како што ние го практикуваме. Значи ние практикуваме да бидат генерално една недела кај мајката, една недела кај таткото, затоа што така ни одговара и нас и на децата. Иако често правиме отстапки од тоа, зависно од нашата ситуација, зависно од работните обврски, од сите обврски што ги имаме во животот. На прашањето што било пресудно да се одлучат за споделено родителство, Коцева вели дека разделбата не била лесна на почетокот. И таа лично била од другата страна на приказната. Јас сум дете на разведени родители и знам, поминував низ тоа што поминуваат моментално моите деца. Многу добро знам како се чувствуваат, знам дека имаат потреба од двајцата родители, знам дека двајцата родители ги сакаат и ги ценат подеднакво. Така да заради тоа не сакам да им гоускратам правото ни од едниот, ни од другиот родител, значи сакам децата да си бидат подеднакво. Мислам прво потребата нивна да се задоволи, а после тоа нивните желби, затоа што реално и они сами кажуваат дека сакаат да бидат со двајцата подеднакво. Дали концептот на заедничко родителство, кој е дел од работната верзија на граѓанскиот законник, ќе стане една од опциите по развод, финално ќе зависи од пратениците во собранието. А како би се применувал, ќе зависи од родителите и нивната одлука. Дали по разводот двајцата ќе учествуваат во животот на децата или ќе ги користат како оружје за меѓусебна пресметка.
По сторијата на Галена Николовска-Ризвановиќ ве поканувам заедно да ја одгледаме новата Саботажа. Автор е Сречко Поповски. Додека целокупната јавност е окупирана со сапуницата на големата сцена, на малата се одвива вистинска комедија. Но за да бидат во текст со државната игранка, во потрага по човек повеќе, летаат и непристојни предлози. Да немаш амбиција ти да се кандидираш за председател и на СДСБ. У ВМРО не ти успеа, па еве, пошто ние сме, како што вика, слаби со кадар, да дојдеш да помогнеш. Додека понудата е отворена, време е да им се даде малку простори на ликовите кои не се доволно познати на пошироката јавност. А бидејќи озборувањето не е локален, туку национален спорт, притисокот на љубопитството е незадржлив. Градоначалник вака, сега дали му верувам на Перо? На Перо ја му верувам као стручњак, али Перо е на прилика сега да не се увреди, тој на една шахта што има стопа 2 метра на 2 и метра длабочина и горе е цевка, израчуна дека таму има бетон 1 кубик, а 2 метра на 2 е 4 кубика. Епа, значи, сега како да му верувам? А тој Перо или некој друг ѓуро од градската администрација направил се што се барало. Анализа и информација, па дури подготвил слайдови и презентација. Ама ни тоа не е доволно добро за компјутерџиите од Кавадаречкиот совет. Знам дека сте потрошиле време, ви верувам. Не е дека не ви верувам. Ама, вака бадила, сварно е бадила. Заради тоа што со ваква PowerPoint презентација јас може да излезам и со доказ дека сум открил лек за рак. Иако не е доволно упатен во терминологијата која користат нердовите, градоначалникот се обидува да си ја одбрани администрацијата. И не само тоа, туку негов печаток е дека тоа што тие го сториле заслужува да биде третирано како научно дело. Са не очекуј ти, од тие па комуналици да прават тебе PowerPoint презентација за да Кембридж да дојме. Не докторира Петро сега. Со ваква анализа, 90% се магистри у Македонија со ваква анализа. До таков академски статус веројатно се стигнува на истиот начин како до функционерскиот. Па може би и затоа откако ќе видат со кого си имаат работа. Сите кои придонесле за промоцијата сакаат да си ги исперат рацете. Тој е непартиски, припаѓа кај мене, ама ти го назначи. Не е за сите, не се сите директори исти, како директор за сите. Ниту градоначалникот е градоначалник за сите, ниту директор е директор за сите. Не, баш така е. Али ти си поумерен, ово е многу ептен. Ептен е у теба. И на крајот, откако ќе проработи свеста дека квалитетот на дебатата заслужува публицитет. Почитувани советници, значи, плодна дискусија, убава дискусија, Саботажа 3 и 4, пак ќе не има сигурно. Предпоставката се остварува. Не очекувам да ве браните и да го оправдате, што би рекол некој, јас не сакам. Љубовта сепак е најважна. И таа на крајот победува. Овде го заокружуваме ова издание на емисијата 360 степени. Повторно ќе се видиме в понеделник во 20:15. До тогаш посетете веб страницата 360stepeni.mk и нашите профили на социјалните мрежи. Таму ќе ги најдете сите содржини од вечерва и многу други информации. Благодарам за вниманието. Пријатно.